Авторот Киро Герасимов денеска пред присутните во библиотеката Искра во Кочани ја представи публикацијата Доминго Росос, музичка легенда на Кочани. Се работи за специфично дело кое ќе остави траен белег на една музичка група, толку многу карактеристична за времењата на ова поднебје и особено на Кочани, градот во кој тие беа предводници на музичките случувања. Идејата да се зафати со пишување на летопис за оваа кочанска музичка легенда потекнува уште од детството, изјави авторот Киро Герасимов. Уште како дете во Доклевското мало ги слушав звуците на гитарата на Ванчо Арсов. Присуствував на концертите во тогашната Соколана како дете, меѓутоа и малку подоцна во моите први младешки години бев сведок на серенадите кои групата Доминго Росос ги имаше широм нашава општина, посебно во градот. Истражувајќи го летописот на оваа група, дојдов до констатација дека корените потекнуваат уште од летото 1960 година. Основачи на групата се Борис Манчев Калапчијата, кој свири ритам гитара, Ванчо Арсов Лорто на соло гитара, Никола Андонов Конјалијата, ритам гитара и Марија Петкова, вокален солист. Групата успешно постои десетина години, меѓутоа поради одредени околности таа се расформира. Се прават уште неколку обиди за формирање на групата, и тоа во 2011 година за потребите на Сдруженијето на пензионери од Кочани. Групата повторно се собира, но во намален состав, и истата настапува на регионалните пензионерски смотри во Македонска Каменица, потоа на концерт во Кочани, за да потоа за продукцијата на телевизија Кочани сними едночасовна емисија со 20 музички numeri. На промоцијата беа присутни и двајца основачи на групата Доминго Росос, кои ги навратија спомените на нивните почетоци од формирањето и активното музицирање на овие простори. За формирање на нашата група Доминго Росос придонесува тогашните мексикански филмове, кои се емитирува тука со убава прекрасна музика, со убави носи, со убави глумци, со убави песни. Тоа не потекна ние како млади голобради момчи на 17-18 години да формираме група, да покушаме да направиме и сметаме дека направихме една група која во нашата општина, па и во републиката се представиме. Сите тие песни ние ги користихме од плочи, од филмовето кои сме ги запомнили. Пеехме и по градот тука, одехме по серенади, не вика нас куќни слави, луѓето беа задоволни. Повраќањето од војска, кога дојдов од војска, групата веќе беше се расформирала. Покушавме Паскал да го уклучиме и да извадеме нотирани песни, исклучиво на ноти, со негово учество да наставиме, меѓутоа тоа беше кратко. Покушавме, рекол. Извадихме, почнахме да пееме и тоа се растори. За тоа колку денес помладите генерации се заинтересирани за формирање на слични вакви групи кои би ја продолжили традицијата на популарните Домингос Росос, кочанската музичка легенда, Ванчо Арсов вели. Сега не се многу заинтересирани. Имам още некои, али ние не сме во контакт со младите и не можеме да видиме. Јас со овие сегашни гитаристи што ги има, со неколку што сме комуницирали овака на средби, има некои ја сакаат таа мексиканска, шпанска, јужноамеричка песма и се прилагодуваат, него немат основа за кој да ги формира. Инаку имаме сега доста јаки музичари, јаки гитаристи, школовани. Киро Герасимов, како сведок и хроничар на целокупното живење во Кочани, од тој период и сега преку ова свое дело,
ќе спаси од заборав музичката легенда на групата Домингос Росос, која на тој начин уште долго ќе се раскажува во музичките кругови, но и пошироко во регионот, каде свој белег оставија тогаш младите музичари.